полагав аудиција. Бев многу мал и срамежлив и сето тоа. Таа прво го тестираше мојот слух. Ме сврте со грбот кон пијаното да не гледам што свири. Свиреше и бараше да ја кажувам кои ноти се тоа. Ми го проверува слухот и после тоа дали можам јас тоа истото да го повторам. Тоа и двете работи ги направив успешно и од прва и не за тоа и беше изненадување, малку ја фати веројатно неподготвена, ми кажа многу си назад. Ова е многу слабо. Не си на ниво кај што треба да си. Ако сакаш да учиш кај мене, ќе треба многу да работиш. И реков, да, спремен сум многу да работам. Добро, во тој случај примен си, почнуваме. Меѓутоа, иако она ми кажа треба многу да работиш до прва и сето тоа, ја не бев свесен колку всушност е тоа. Колку многу. Колку многу. На што се обврза? Да. Што крива фрек? Баш така. Ако некого го прашаме кој од Македонија го врти светот, тоа дефинитивно ќе бидат неколку музички имиња, што веднаш ќе им текнат во првиот момент и кој е најдобар амбасадор на Македонија, исто така најчесто се луѓе кои што потекнуваат од културата. Меѓутоа, овие луѓе имаат толку добри приказни, секој со кој што сме разговарале, особено мојот денешен соговорник, и навистина од тие приказни може секој од нас да научи во делот на мотивација, посветеност и љубов кон работата. Зборувам со Дино и Мери, кои исто го нарекуваат и мегионичарот на пијано. Здраво. Здраво. Драго ми е што сум тука. Ке почнам со првото прашање, што го врти светот? Љубовта. Само љубовта. Супер беше овој одговор со еден збор. Клавир или пијано? Пијано. Македонска филхармонија или европски концертни сали? Македонска филхармонија. Предавање во амфитеатар или настапи на концерти? Тешко прашање. Во последно време предавање во амфитеатар. Добро, и програмирање или музика? Музика. Музика, тоа ти го одбра очигледно. Да. Ајде да почнеме од почеток. Свириш уште во пијано, уште во најрана возраст. Значи, како дете си препознаен многу. Веројатно и семејството тука играло некаква улога, ама кога прв пат ти се роди љубов кон пијаното? Добро прашање. Почетоците се многу важни, ама многу тешки во мојот случај да се определат со некој точен момент или некоја ситуација, бидејќи музиката и пијаното се врзани буквално со моите најрани спомени, значи воопшто. Прво, како што кажа, веројатно е тоа поврзано и со обкружувањето, значи како дете кое што растело во музичко семејство, сум бил обкружен со музика секогаш, но некако како музиката во мојот случај да нема почеток и крај, како да била секогаш тука, во мене пред се. Така што мислам дека дури да не сум имал никаков додир со музика како детенце, мислам дека во некое време сигурно ќе се случеше нешто така, бидејќи едноставно тоа е нешто што го носите во себе, како ДНК. Пијаното е еден инструмент кој што во себе на еден начин ги опфаќа сите други инструменти. Че го има распонот, ја има хармонијата, односно созвучето на повеќе тонови истовремено, што е нешто што многу секогаш ми предизвикувало големо задоволство во мојот слух, кој што исто така на еден начин е хармонски слух, многу насочен кон тој сегмент од музиката. Го имате ритмот, имате мелодијата, придружбата, го имате оркестарот, го имате гласот во пијаното. Че има се што може да замислите.
во еден инструмент. И тоа што на почеток беше така некоја детска игра или некој мој внатрешен свет, кај што си бев сам со себе и кај што можев да бидам таков каков што сум, никаков поинаков, немаше потреба да бидам. Музиката некако ми беше дом пред се. Секогаш беше тука за мене. И тоа така остана. И дома, и дом. Баш така. Баш така. И тоа така остана низ сите овие години. И дури во моментот кога, да речеме, сето тоа се претвори прво во една едукација, која што е посериозна образование, образовен процес, понатаму тоа се преточи во професија, па потоа и од другата страна, од страната како педагог, кој што тоа го пренесува на некој друг. Во сите тие сегменти некако тоа остана една нишка, една која што ги поврзува сите тие работи, тој почеток, таа љубов. Затоа велам како да нема почеток и крај. На еден начин некако тој однос кон таа работа која што е, не знам, чудесна за мене. Вистинско чудо е музиката, како и љубовта која што спомнав на почеток. Некако ми беше водилка низ сите овие години и останува и понатаму. Таа љубов кон музиката и веројатно многу работа те донесуваат на 19 години да бидеш вброен во топ 10 музичари во Европа, што е нешто пијанисти, во Европа, што е нешто навистина големо и единствено да кажеме во музиката ние навистина имаме такви примери кои што може да ги издвоиме каде што има екстремно високи стандарди за тоа кој може да биде избран како толку врвен пијанист, има огромна конкуренција, меѓутоа и едно сито избор и така натаму. Имаш после тоа многу успеси, настапи во сите метрополи, можеби или повеќето барем во Европа, ајде во Лондон, во Париз и така натаму, секако во регионот секаде си настапувал. Кој ти е омилен настап? Можеш ли да издвоиш некоја нешто што се случува, кое што, ете така, си сакал да го постигнеш и успеал? Има, секако. Тешко е да се одвојат малку од нив, но првите се паметат многу. Например, првиот настап со филхармонијски оркестар, тоа беше. Првиот настап со Македонска филхармонија, кој што го имав некои своји 16 години. Кај што по пат на аудиции, како тогашен ученик во средното музичко училиште, успеав да се изборам за свое место на тој концерт. Првиот солистички рецитал во Скопје на своја 17 годишна веќе возраст. Исто така тоа се такви некои моменти кои што се паметат како вака и од приватни причини, но и професионално и во таа смисла. И потоа се разбира имате некои цели кои што сакате по пат да ги постигнете. Сите ги оствари? Но со тек на време сваќате дека најголемата цел е да креирате, да создавате. И тоа можете да го правите секој ден, секаде и во секое време и во секој сегмент од вашиот живот можете да бидете уметник. Тоа се тие некои сознанија кои што ви се прошируваат веројатно од како ќе достигнете некои успеси кои што сте мислеле дека се многу важни. Еве, например, тој момент на сум го заборавил искрено што ме потсети за топ 10 пијанисти во Европа. Не сакам да звучам нескромно, сум го заборавил зашто не ми е важно, туку во тој момент ми било важно, сум стигнал до тоа, сум работел многу пожртвувано, многу време и многу посветеност во тоа, меѓутоа кога ќе го постигнете тоа, сваќате дека следниот ден кога ќе се разбудите повторно исто. Повторно треба да се соочите со себе си, со светот, да изградите некој однос со сето тоа што ве обкружува и повторно си поставувате некои нови прашања. Ако не се тие што до тоа сте ги решили, ќе се јават некои нови. Просто разбирате, сваќате дека самата активност би требало да е таа што ви дава задоволство и среќа
Тоа што секој ден го што правиш. плени, тоа што го правиш секој ден и со кого го правиш, отколку целите кои што ќе ги постигнете. Инаку да, има многу, не знам, првиот концерт во странство во Хрватска кој што го добив на покана буквално на врз основ на моje видео кое што проструило тогаш во тие време. YouTube беше уште млад тоа. Тазе. Тазе, да. Некој од тие први видеа дошло до тие организатори кои што ме повикаа и мене тоа ми беше фасцинантно од каде, како сега јас, како можам јас сега да одам таму, со што на толку пијанисти и сето тоа, значи на почеток вие дури малку неверојатно како сега јас тука, зашто мене ме викнале од сите кои што можеле да ги викнат. Нормално, млади сте, немате искуство и не си ги гледате и своите квалитети, нормално ги гледате само своите мани и работите на нив, нели? Да, ама веројатно некој друг ќе ги види квалитетите, а коите ти си бил присутен, си создавал, си објавувал и на YouTube и на секаде. Твојата работа можела да се види, мислам дека и тоа е некогаш важно или па посветено да работиш на што секако, но пред се, мислам, најважно од се ми беше дека мојата глава беше целосно и 100% насочена кон музиката. Да. Значи, кон самата суштина на она што го работам. Не било посветено на тие некои околни работи. Особено и тогаш, кога јас бев студент, не беа толку развиени овие работи, искрено. Баш беше на зачеток цела оваа некоја дигитална револуција која што Како се случи другарите ти кажаа да го ставиш видеото на YouTube? Буквално така нешто беше, да. Кој што имав некоја стара камера со која што татко ми снимаше, тој баш прв настап со филхармонија и некако дополнително оригиналноста колку е важна во овој контекст. Значи, изведував едно дело од Антон Аренски, Фантазија, со име Фантазија делото се вика, кое што буквално, мислам дека една или две снимки воопшто од тоа дело постоја во тој момент. Прекрасно дело, меѓутоа многу ретко изведувано. И сега доста и самиот избор на композиција, кој што го направи мојата тогашна професорката Људмила Романова, со која тогаш имав среќа да соработувам. Го одбравме тоа како прво дело за мој настап со филхармонија и некако специфичноста на делото, начинот на изведба, мојата младост, баш се гледа дека сум детенце, тоа видео го има се уште на YouTube, имам 16 години таму. Тоа е стои на YouTube и натаму. Тоа е вечно на интернет. Да. Додека не снема струја. Интернетот. Да, и тоа остана и таа оригиналност веројатно во склоп со таа работа која што ја спомна, посветеност и сето тоа. Мислам дека дефинитивно тоа имаше некоја пресудна улога во тие први моменти. И после знаете како домино ефект, значи едно се случува друго, трето, додека се свртите веќе имате редовна концертна сезона. Јас бев студент, а веќе настапував. Тука во странство, на Тоа е нешто како да бидете студенти, да имате редовна работа да, и супер буквално. да заработувате од нешто што го сакате, Буквално. што е... Добро, тогаш не бев професионален во смисла да заработуваш и се тоа, да, не, буквално свирев бесплатно секаде. Секаде добро. каде што можев да стигнам, свирев. И со секого со кого што почитував и имав можност да настапам, буквално бев претворен во сунгер, кој што вака само е спремен да абсорбира, да учи, да гледа, да споредува. Мислам, стварно бев многу сконцентриран на учењето. Не мислам она учење со книга во рака, иако и тоа го имаше. имаше. Па и на настапувањето како учење, веројатно. Точно така. Треба да се поминат неколку концерти па да се добие таа самодоверба, начин на настапување и слично. Затоа што кога гледаме пијанист певе и тебе како настапува, не е тоа само ќе седне и сега ќе отсвири перфектно на клавирот, туку целината е некако на настапот, од седнувањето, од начинот како се движи. Можеби тоа мене ми изгледа така, инаку вас ви е природно, не знам. Ама се гледа кога некој е редовен во тоа што го работи, не знам како, има некоја присуство кое што е апсолутно мокино на сцена и веројатно така си го учел. Така, има доста елементи што се да речеме
човек се раѓа со нив, меѓутоа има доста што стварно треба да се работи и да се анализира, размислува, споредува. Јас ги гледав големците како пример. Значи јас не се споредував со, како да кажам, Со кого се споредуваш? луѓето од мојата околина, се споредував со најголемите во тоа што го прават. Најлегендарните пианисти. Ми беа репер, како да стигнам? Се извинувам. Ми беше целта многу повисока од она кај што бев во моментот. За тоа бев свесен. Дека има огромна дупка помеѓу мене и она каде што се гледам јас некаде. Меѓутоа не ме обесхрабри таа дупка, не ми се чинеше као толку е тешко да сигурно нема да стигнам јас. Таа е целта и се... Таа е целта да гледате и сега ајде да си ги поставам вистинските прашања, да видам како да стигнам до таму, кој е патот, како да го направам ова, како да го направам тоа. И се обкружувате во таква атмосфера и со такви луѓе кои што околу вас се продуктивни и на еден начин ве стимулираат, ви помагаат во таа цел, значи никогаш се прави со луѓе, никогаш не сте Како ги сами. одбра, извини што те прекинувам, како ги одбра луѓето со кои што се обкружуваш? Например, ако некој ти вика, сега, не го гледај ти, не знам, Симон Трпчевски, тука седи кај што си, зборувам како Да. млад пианист, тогаш гледаше повеќе да се обкружиш со овие другите луѓе што ти викаат да, таму ти е местото, или ако си доволно упорен ќе стигнеш таму и во таа насока, или пак ментори бараше така. Не само дека тоа некој нешто ти го кажува, биди вака, или да, ти ќе бидеш, или... Зашто и тоа може да се темели на нешто што нема суштина. Туку просто гледате кога некој размислува во ваш најдобар интерес, ама вистински. Значи, кога некој не ве обврзува во вашата врска, дали е пријателска, дали е колегијална, дали е романтична, дали е било каква врска со некого, кога некој ве прифаќа такви какви што сте, ама буквално. И ви дава совет отпосле, кој што, значи, не го наметнува поради начинот на кој што тој вас ве гледа. Значи, тоа е многу клучно, затоа што многу луѓе имаат, мислам, најдобри совети даваш на некој друг, нели? Да. За себе секогаш многу различно. Си многу субјективен. Многу субјективно, да. И да, се обкружував со такви луѓе, имав среќа и самиот пристап ваш кон животот, кон работата, кон се некако си прави сам некоја своја елиминација. Филтрација. Да, затоа се што нарече. Па да, затоа што за многу кратко време јас почнав да постигнувам многу резултати и тоа многу луѓе ги повреди. И сега тука со самото тоа веќе без ништо да направите се прави една многу природна селекција. Гледате кој тој што ви се радува на тоа. Гледате кој тој што нели ви завидува на тоа. Не знам, доста работи и сами се случија. Да. И на почеток, нормално како млад човек, кој што успеал во нешто, не го разбирате тоа, зошто е тоа така. И криво ви е, или не знам, се обвинувате себе, можеби за нешто, или не знам што, меѓутоа со тек на време и искуство, сваќате дека и тоа е дел од некоја човечка природа, и дека е дел од работата исто така, и не ги сваќате, да речеме, толку здраво за готово и толку лично работите. Вака до сега како ми звучи покрај овој дел со луѓето кои што биле завидливи, може некогаш губиме пријатели ако сме многу успешни, или луѓе кои што сме мислеле дека ни се пријатели, меѓутоа се друго од, нели, на рани години, успешни настапи, семејство кое што дава поддршка во делот да се одбере музиката како професија, што на некои луѓе не има, едноставно го немаат тоа дома, а веруваме многу важно. Изгледа вака како да одало се смуз и сега Дино и Мери почна, настапува, расте, континуирано настапува во Европа и така натаму. Меѓутоа сигурна сум дека
не можеш да ги заборавиш некои моменти кои што биле тешки. Имаше ли ситуација, затоа што сите се носиме и во такви периоди како луѓе, каде што се прашуваш дали треба да се откажеш? Или се прашуваш дали ќе можеш да продолжиш понатаму? Имаше ли некои предизвици што за тебе во даден момент ти изгледаа преголеми? Па можам да кажам до оваа година, односно минатата веќе ќе дојде 2023, многу често ми се случило да си го поставам токму тоа прашање, дали вреди ова, дали треба да се откажам јас од ова, што правам, зошто го правам. Затоа што наративот е точно тој, да. Сте се родиле, сте имале талент, сте излегле на сцена, ве видел некој, ви рекол браво, сте подпишале некој договор, сте излегле, тоа е тоа. Меѓутоа, нормално, тоа е наратив, тоа е само приказна која што не е ни 0,5% од она што реално сте го поминали, се случило. И така е со многу работи, мислам, на површина изгледаат на еден начин, меѓутоа во суштина се многу различни. Значи, тешки моменти сум имал многу. Повеќе, впрочем, тешки, отколку некој кај што само нешто кликнало и се случило. Такви работи можам буквално една рака да ги набројам. Можеш ли да дадеш некој пример каде што си морал да одиш може би и против сите и против себе, само за да продолжиш во таа насока? Многу такви примери. Прво од самите, да речеме, од образовниот процес, прво, например. Кога сте ученик, имате професори, имате различни професори. Има професори кои што веруваат во вас, има професори кои што апсолутно сакаат да ви докажат дека вие нема никогаш да го постигнете тоа. Тоа е некоја тактика? Се сакате. Тоа е фрустрација. Аха, добро. Да. Јас викам на тактика како на тактика, да, као да која што би помогнало, меѓутоа барем во моето искуство. Не, тоа се фрустрации. Да речеме, тоа се такви некои преломни моменти кај што исто така треба да одлучите кого ќе слушате. После тоа знаете како, ние сме уметници, музичари, се тоа, меѓутоа имаме исто така приватен живот. Имаме финансиски потешкоти, имаме болести, имаме повреди. На 2 пати сум имал многу сериозни повреди кои што ме имаат оставено буквално, како да кажам, значи, не знам дали ќе ми функционира, пример, воопшто раката како што некогаш ми функционирала, речеме, а не пак дали ќе свирам концерти или ќе се занимавам со ова или со тоа или со не знам што. Да, мислам дека ми спомна една ситуација каде што си имал повреда и главно медицинскиот тим ти кажа дека нема веќе да можеш да свириш. Да, тоа исто така е дел од она тврдоглавост и наетливост која што мислам дека знае да биде позитивна. Карика, не често, меѓутоа кај мене во комбинација со трпеливоста, сум многу трпелив и тивок, но многу тврдоглав. И тоа заедно на долга стаза некој пат знае на вистина многу да ви помогне, која ќе ви каже, например, да, медицинско лице, дека тешко, дека ќе продолжите со ова, вака, така, а вие после 3-4 месеци ќе го освирите едно од најкомплексните дела напишани за пијано. Што ти кажа? Нема да можеш да... Па не, конкретно имав сериозна повреда на мускулот на десната рака и не можев буквално да држам раката вака, подигната. А не пак нешто да правам со незе. Тоа во комбинација со долгогодишни некои борби со артритис кој што влијае на коските, на сите тоа, направи да буквално дојдам во ситуација како понатаму. И тука тој момент беше повторно некоја реизмислување, да речам, на себе и на она што редефинирање на кој си ти, што си, затоа што нормално и професијата е
она со што се бавиме е значаен дел од нашата личност. Мислам, тоа може кој сака да ви каже дека е противно од тоа, меѓутоа ние се идентификуваме со тоа што го правиме. Сакајки или не сакајки, неважно. И морате да се надминете себе во такви моменти. Не е воопшто лесно тоа. Мислам, во комбинација пред се со големата поддршка од вашите најсакани, трпение, но и одлуки кои што вие самите мора да ги направите и да истраете. Многу болка има по патот, се разбира, и треба да најдете во таа болка мотивација. Како да ја свртам сега оваа ситуација, да дојде во мој прилог, да биде во мој плюс наместо минус оваа ситуација. И сега, јас тоа се најдов во момент кај што почнав да размислувам, добро, ако навистина е така и јас не би можел веќе со ова се занимавам, што е второто нешто кое што јас многу го сакам. А сум го правил и ми било хоби и се, тука се појави програмирањето како момент. Ова значи нема шанси. Да, тогаш буквално си рече ќе програмирам, ако веќе нема. Да, затоа што јас со програмирањето и како дете ме интересираше многу, после во средношколските денови бев исто баш на крстосница. Со што да се бавам. Значи бев многу заинтересиран за тоа. И со пандемијата, почеток на пандемијата, откажани многу концерти, промена на многу планови, тука почнав прво самиот да се враќам во тоа, да се едуцирам, да читам книги и да пробувам да правам и сето тоа. И после тие 2 години пандемиски, тука се случи таа повреда. И во тој момент реков, окей, јас ќе запишам академија за ова и тоа. Ќе пробам да го научам како што треба. И тука морам да кажам, имав огромна поддршка во тоа од мојата сопруга и од мојата ќерка, која што сега има 7 години, кој што буквално со мене сето тоа го поминува и ми помага, и има трпение за мене, одвоев многу време за тоа, затоа што покрај работното место каде што сум на факултетот каде што предавам, нели, тие обврски, моите студенти и сето тоа, да одвоите толку време за учење на втора професија, захтева многу труд, многу време, многу се. И тука имав огромна поддршка и од моето семејство, од мојот татко, од мојата мајка, брат, сите. Едноставно и не беа изненадени, тоа беше најинтересно. Сето тоа, да, затоа што ја знае таа моја страст, тоа мој хоби. И некако беше природно. Меѓутоа, вака и ден денес кога ќе дознаат луѓе, некако се ти да, со тоа. тоа. Да, се зачудив. Да. Така се зачудуваат. Обично програмерите имаат хоби музика, да, прв пат обратно да слушнеме. И докторите многу сакаат музика исто. Да. Па и музичарите се интересира медицина и така тоа се некои убави работи. Меѓутоа што направи за мене програмирањето? Прво ме натера да се фокусирам на нешто. Во тој момент кога не можев да се фокусирам на она што го сакав највеќе, тоа беше свирењето, нели? Значи ми ги оттргна мислите од нешто што е тешко, болно во тој момент, во нешто што е продуктивно, убаво, креативно. Тоа беше првата придобивка, беше тоа. Втората придобивка беше што ме втурна во еден свет кој што ми беше толку интересен и кај што запознав толку многу луѓе, нови, кои што апсолутно никогаш не би ги запознал во мојот предходен, да речем, живот, кај што пред да почнам со тоа, кај што сум се движел во одредени кругови, нели нормално, на еден начин е некој затворен круг до некаде. И тука запознав неверојатно интересни луѓе, кои што ме потикна на сосема различен начин да размислувам. Сите во групата ме викаа маестро. Ајде маестрото сега да каже како се програмира ова, како се, или професоре, ајде вие професоре, бидејќи нели предавам музика, односно пијано. И се роди тука една многу интересни пријателства се родија тука, дружби во еден, значи во еден таков период тежок пред се на личен план. Меѓутоа полека се сеќавам еден од тестовите кои што ги правев со програмирањето. Вечерта ги решавав, не знам, од 7 до 11 типол вечерта решаваме сето тоа. Следниот ден имав концерт
Рахманинов трети клавирски концерт кој ще е една планина во она што ние го правиме, ако не е. Значи сепак ти помина го надмина тој Ова период зборувам од на како го надминав, медицинскиот да, по тие некои проблем. 3-4 месеци интензивно опоравување. Вечерта пред концертот го, не знам, го правам тестот. Следниот ден концертот, кај што скоро сите студенти и професори кои што ми предаваа програмирање дојдоа да ме гледаат на сцена. Така некако тоа се, не знам, се памтат интересни ситуации, интересни работи се тоа, не знам. Се уште Така си некако- програмираш од време на Па време? кога имам време, да, многу ме интересира, да. Мислам, немав никогаш кон тоа, како да кажам, цел да се преквалификувам, меѓутоа, ете, стои таа варијанта, зошто да не. Меѓутоа, она што го сватив, е всушност колку сличности има меѓу тези работи. Што Меѓу ме програмирање изненади. и музика. Да. Свирење, освен овој дел. Да, буквално ме изненади. Јас И- не би замислила дека има тоа. Па и јас трнав така, со такво изолирано некој начин, мој изолиран на гледање на нештата, кој што вака некако ми се прошири. И тоа беше некоја исто трета придобивка. Кога ги најдов тие заеднички некои црти и си викам, чекај, всушност ти имаш голема предност, бидејќи работиш музика која што е страшно абстрактна работа, особено класичната музика која што, не знам, една композиција од 300-400 страни ја ставате во глава, на памет, излегувате на сцена пред 5000-6000 луѓе, свирите настан во живо, притисокот, сето тоа, а наспроти ова седнуваш пред компјутер, сам со Да. себе, не знам, програмираш, комуницираш со компјутерот, буквално. Со Јас би бројки, цифри. замислила како, нели, човек кој што настапува на пијано, би седнал, нели, на компјутер во токсидо, одело. во одело, па го трга си седнува. Да, процедурално. Тоа би било добар Тоа настап. би било интересно, да. Или да излезеш на концерт облечен као програмер. Тренерка. Тренерче. Да, некако, не знам, ми помогна многу во тој момент. Верувам. Психолошки да се ослободам од таа, не знам, ситуација која што на почеток ми се чинеше ненадминлива. Меѓутоа, како и многу други наврати во животот, кога сум се соочил со некој предизвик, секогаш пристапот ми бил што можам да направам сега за да го претворам ова во нешто позитивно. Како да влијам јас во оваа ситуација? Кои ми се опциите? Кој ми е изборот сега? Зашто секогаш имате опции. Да. Секогаш има избор. И тоа е многу добар начин на размислување. Фала ти што го кажува, ама баш го гледаме кај неколку соговорници до сега, дека размислуваат така да најдат решение на проблема, алтернатива, или ако дури ако е така нешто кое што траело кратко во нивните животи, да си најдат работа, нели, да. Некогаш е подобро да имаш работа, да не мислиш било што те мачи, така е. додека работиш да го средиш, а ти си успел Така е. во тоа. Така е, и таа година цела така почна, со таа повреда, со тие ситуации, и како продолжи со изведувањето на Рахманинов. До крајот на годината имав бројни настапи, се вратив во целосна форма, имав турнеа, и заврши со 9-та симфонија на Бетовен, која што свирив на едно пијано, што беше феномен кај нас, премиерна изведба, и воопшто во светот, буквално на 10 прсти се бројат луѓето кои што го направиле тоа на пијано, зборувам. И заврши значи со ода на радоста. Да, Годината. супер. И таа една 2022 година во мојот живот беше многу тешка и во 2023 универзитетот каде што предавам, Свети Кирил и Методи, ми додели награда за најдобар уметник токму за таа година. Тоа признание се добива еднаш во кариерата. И јас го добив за таа година која што беше, да речеме, можеби најтешката во мојата професионална вака дејност, па и приватно, ете, со сите работи. Како некоја круна, Баш доказ така, дека баш така. триумф можеби, дека Па така ете, го доживеав се јас. поминало и Да, така го доживеав. Јас мислам, мене не ми, како да кажам, нормално дека не го правите тоа што го правите за награди.
Меѓутоа, баш во контекстот и баш затоа што доаѓа од заедница од која што сте и вие дел од универзитетот, од луѓе кои што го разбираат тоа што го правите, нели? Од вашата фела, секако дека значи. Така на некој начин ни дојде идеја и да те поканиме баш поради оваа награда. Зборувавме со еден од нашите членови во Змај и соработници, Виктор Стојковски, иста година за различни области ја добивате наградата. И потоа на некој друг разговор, еден млад човек кој што е режисер, исто, зашто не го поканите? Па баш мислевме и фала ти што прифати, морав да кажам дека таа награда ете некако те донесе сега на интернет, мислам. Така, баш ми драго ми е ова да го дискутираме, ама мене ми беше искрено многу интересен начинот на кој што ти им приоѓаш на проблемите, затоа што сите ги имаме во животот и сите оние кои што не слушаат некогаш што некаков проблем ќе се соочат во својата работа. Секако неизбежно. Сакав да прашам и во музиката, често се не замислуваме дека некој е роден со одреден талент, па затоа е успешен. Меѓутоа, секој кој што барем еден ден пробал некако да се занимава со музика, знае дека тоа воопшто не е така и дека колку што е во прашање талентот, многу повеќе веројатно е љубов и екстремно многу работа. Сакав да те прашам кај тебе, затоа што на некој начин ги имаш и двете, роден си со музика, твоите родители се музичари, ете и те поддржуваат. Знаеш што сакаш од многу рана возраст и кон што имаш афинитет покрај програмирањето. Меѓутоа и веројатно дали повеќе тоа беше важно за успехот, талентот или љубовта и многу работа. Да, талентот е како семе. Како кога би споредиле со, не знам, градинарство. Сакате да направите некоја убава градина, ако го немате тоа семе, нормално немате што, нема почеток, немате од што да направите било што. Дали е тоа цвеќе, дали сакате да направите дрво, дали тоа е понатаму ваша визија за вашата градина, нели? Меѓутоа, талентот е семе и истовремено е и благослов и на еден начин проклетство, знае да биде, бидејќи на вистина ве носи во ситуации и до екстреми до кои не сте ни самите свесни дека сте можеле да одите. Меѓутоа, сите знаеме како се оддржува една градина или како ќе порасне тоа цвеќе со многу работа. Со специјални услови, специјална топлина, специјална вода, специјално ѓубриво, специјално нели со многу љубов и внимание, како што велат пред се често пати луѓе што одгледуваат цвеќиња, па колку време размислуваат каде да го стават. Па тука му е многу топло, па тука му е многу ладно, значи тоа е грижа, тоа е респект кон тој талент. Зошто би било толку важно цвеќето, зашто е креација, зашто ни дава живот. Раѓате нешто на еден начин, тоа што го кажав малку порано во разговорот дека секој може да биде уметник во се што прави, е токму тоа. Значи токму тоа е уметноста. Во денешен свет кај што се уништува се работи на уништување на темелите на она што не прави луѓе пред се. Од нашето достоинство, до нашето здравје, до она што не е најважно, нашите права, се е некако доведено денес под знак прашање заради таа деструкција. И во такво време да се занимавате со креација, вие сте уметник. Значи, каква и да е таа креација? Дали е, креирање на некој подкаст, како вашиот, кој што сигурен сум дека захтева многу работа, многу телефонски јавувања, многу нервози, многу организации по светот. И да го срля од другата страна. Така, си знаат сите. Подготовки за секој интервју. Сигурно дека е полесно сега, дома си седам, не морам ова да го правам. Меѓутоа, допирате до луѓето и им покажувате дека може и поинаку. И со тоа правите големи промени. Не мора да сте свесни за тие промени. Најчесто и така и ние, мислам, не го гледаме тоа. Јас сум работел многу концерти, нели, доаѓате и си ја вршите работата на еден начин. Меѓутоа на секој концерт сум пристапувал со истата
љубов, истата жар, затоа што не знаете никогаш кој ве гледа. Не во смисла да не ме види некој важен да ме викне некаде, него во смисла, не знам, кога ќе видите особено дете на вашиот концерт. Тоа сакам да кажам, некој дете утре ќе сака да биде пианист за тоа Многу што ве пати ми се гледа. случило тоа, многу. Сега, ака возрастни луѓе ги гледам, не знам, 20 години, вие ми бевте инспирација, ве слушав тогаш и тогаш, таму и таму. Не можам се сетам кога било тоа, ама Се случило со студенти? многу пати, да. Да. Многу пати. Заради вас се запишав и сега Да, професор буквално. сте им, ку знае колку Тоа се е голем комплимент. среќни. Голем комплимент е тоа. Само за мене. А колку вас тебе, еве, ти значеше кога почна да студираш или во периодот на студии, на потоа и магистарски и така натаму, кои ќе бидат професорите или менторите кои што ќе ти помогнат во твојот пат? Кажавме дека имало некој кој што нели се труделе на некој начин да ја убијат таа Секогаш желба, има, да. меѓутоа јас сакам да слушам за овие другиве менторите кои што може би биле строги, праведно строги, ама на некој начин те довеле до тоа што си, затоа што сите, дури и оние кои што не оделе на факултет, ако се подсетат, имало некои луѓе кои што верувале во нив доволно за да ги направат тоа што се. Или во најмала рака да ги изслушаат, или да имаат разбирање за нив, или во даден период кој што им бил тежок, да се појават како една сноп на светлина во нивниот живот, буквално. Сите ние имаме такви педагози, професори во нашите животи и тие се оние кои го оправдуваат постоењето на таа професија воопшто. На такви луѓе им се дивам и се трудам да бидам таков самиот. Во мојот живот јас навистина имав благослов да имам такви професори. Прво професорката Људмила Романова ја спомнав малку порано во разговорот, како една личност многу длабока, со ерудитско познавање на она што значи пианизам, музика, но и општа култура, општо во светот, историја, филозофија, естетика, се што може да замислите што не обкружува. Мислев дека во тој момент буквално што и да ја прашам таа жена ќе може да ми одговори точно. Значи човек со енциклопедиски познавање, а истовремено со неверојатна топлина, грижа, почит кон ученикот. Јас кај не се почнав да учам на 13 или 14 години. Значи пред тоа можам да кажам дека навистина лутав во тој поглед. Менував многу често професори, таква беше политиката на училиштето во тоа време, зависно од кој распоред, кои денови, тој професори, се што е многу штетно, се разбира. И тоа беше некој преломен момент. И тука повторно програмирањето, нели го спомнав како крстосница. Се појави професорката Романова во мојот живот, односно јас имав аудиција кај нејзе. Бидејќи нејзината класа беше таква, да навистина не може секој да влезе едноставно. Така, мислам дека ми кажа дека и Симон Трпчевски бил дел од нејзината класа. Да. Значи имаше Живе кај барем две звучни имиња, може и повеќе се. Многу звучни имиња, да, кои што многу од нив не се во државата и за жал не се многу познати на нашата јавност, меѓутоа се изузетни пианисти со педигре. Не можевте баш така да тропнете на врата и да сакам да учам, седни. Полагав аудиција. Добра. Кај нејзе. Бев многу мал и срамежлив и сето тоа. Меѓутоа, дојдовме до таму со месечиника, бев со мојот татко и двајцата и таа прво го тестираше мојот слух, што мене ми беше чудно, меѓутоа ме сврте со грбот кон пијаното, да не гледам што свири, свиреше и бараше да ја кажувам кои ноти се тоа, ми го проверува слухот и после тоа дали можам јас тоа истото да го повторам, да го отсвирам. И јас тоа и двете работи ги направив успешно и од прва, и нејзе тоа и беше така
некако изненадување, малку ја фати веројатно неподготвена и после тоа побара од мене да си видиме некои од работите кои што претходната година сум ги работел и се и она ги виде нотите кои што ги имав до тогаш работено и тука почна првиот разговор. Ми кажа, ова е многу си назад. Ова е многу слабо. Не си на ниво кај што треба да си сега, на оваа возраст. А јас се гледам, нели? Значи, немаше кај нејзе филтер. Она на еден начин позитивно ме шокираше со тие зборови. Значи, на дете му кажувате реалната слика која е. Не леле, колку си сладок, супер, се ќе биде во ред, туку не си добар, не си доволно добар. Ако сакаш да учиш кај мене, ќе треба многу да работиш. Ама многу. Вака, ја буквално како да ми е предлик, сега се сеќавам на нези. И јас тогаш и реков, да, спремен сум многу да работам. Се обврзав на тоа и се уште стојам на тоа што незе тогаш го кажав. И добро, во тој случај, при мен си почнуваме. За 3 дена, во понеделник, ноти ми даде. И јас во понеделникот веќе имав се навежбано. Со таква мотивација влегов. Меѓутоа, иако она ми кажа треба многу да работиш до прва и сето тоа, ја не бев свесен колку всушност е тоа. Колку многу. Колку многу. На што се обврза? Да. Затоа што навистина бев... Што крива фрак? Баш така. Навистина бев многу назад во тој момент и требаше да направам практично квантен скок. Во една година, таа последна за приемниот испит во прва година средно, кај што има, значи, точно зададени пропозиции. Тука имаш 17-18 години, Не, ова така? зборувам веќе 14 години кога имав. Аха. за прва средно 15, нели, Да. години. Значи, за една година требаше да надокнадам на еден начин се што сум пропуштил претходни, не знам, 5-6 години. Во една година. И тука сватив што значи тоа да сте под добро водство, што значи тоа некој да ви пренесе знаење, сознание, со вистинска применлива вредност. Не си зема плата само наставникот. Добрите наставници баш тоа го прават. Даваат премногу и да најверојатно затоа се и реални на самиот почеток. Буквално така. И инспирираат. Големите наставници инспирираат, не ве полнат со непотребни информации за да покажат колку они знаат. Да вистина се, баш како што кажав, еден сноп на светлина во вашиот живот. И сега професорката Романова беше рефлектор во мојот живот. Не сноп. Значи, буквално во тој момент работеше со мене многу повеќе од колку што беше тоа по пропис на, не знам, фондот на часови во училиштето и сето тоа. И во ниеден момент не очекуваше од мене, не знам, да добие некоја материјална корист за таа работа или, значи, тоа беше просто доказ колку таа самата си сакаше работата. Тоа е веројатно некој, еве тоа што ти си денеска тука, тоа што не зборувам како мој соговорник, туку зборувам на ова ниво на кариерата што си станал професор, веројатно поттикнати од тоа како влијаела на тебе. Сигурно. Верувам дека тоа е плаќањето, мислам, награда, така е. Материјалното се троши, ова не може да го потроши никој никогаш. Апсолутно. Така што ти посакувам ти да имаш такви студенти. Се надевам. И ќе пробам полека да привршувам, затоа што можеме веројатно уште многу теми да опфатиме. Мислам дека и кога разговаравме, имавме и други теми за разговор, ама нешто што произлезе од овој разговор, а сакам да го спомнеме, тоа е поддршката на семејството. Неколку пати ги спомна твоите родители, татко ти, мајка ти, двајцата се музичари. Меѓутоа, неколку пати ја спомна и сопругата и ќерката, колку е тоа важно. Нормално човек самиот се ќе направи, ама за да може да има се, и социјален живот, и семејство, и пријатели, и така натаму, важна е таа поддршка, инаку ќе бидеме осамени, да кажем. Апсолутно. Па и тоа повторно е... Добро, родителите си како не ги бирате, тука немате многу избор. Сакав да кажам, ги избирате луѓето со кои што се окружувате мислејќи на супругата,
којаш уште во тие денови, сега во приказнава досега која што ја кажував некаде 17 години, кога имав се запознавме. И таа со мене ги помина сите овие перипети, случувања и тешкоти и убави моменти и се. Многу е важно. Мислам, кај моите родители ден денешен сум за многу работи благодарен, меѓутоа во поглед на музиката сум многу благодарен што никогаш не ме втурнаа во тоа присилно. Да. Затоа што знаат тој свет, знаат дека без таа страст и без таа љубов и без, колку год да имаш, не знам, пријателства или поддршка или се, едноставно прашање на време е кога се до тоа ќе се сруши, како кула од карти. И ќе се разочара детето ако не го бива, Буквално, не е за таму. Буквално, апсолутно само лоша услуга може да му направите на дете. А што е нешто што се трудам сега јас со мојата ќерка истото да го демонстрирам, да неа на ниеден начин нешто посебно втурно, меѓутоа да имам трпение да ги одговорам сите прашања за незината љубопитност. Нешто што моите родители за мене го правеа, мислам, јас имав милион прашања на ден. И како и сите деца. Да, ностоп бев во некој студио со татко ми, со мајка ми. Мајка ми ме научи прво нотите да ги пишувам, потоа азбуката ја научив, мислам, буквално. Се некако така одеше. И они ми обезбедија дом исполнет со љубов, со хармонија и простор да бидете тоа што сте, со една длабока нормалност, која што ден денешен многу ми значи. Па сигурно. А потоа, како што кажав, секако, сопругата е реномирана диригентка, веќе со име за себе, со многу успеси позади себе. Меѓутоа, на еден начин сме се уште истите личности, како кога се запознавме, затоа што двајцата заедно некако ги поминавме сите тие ситуации, неправди, многу. Да. Таа мораше да руши многу бариери по патот. Како жена диригент. Значи да се соочува со некои ситуации со кои што јас не се соочував. И за мене беа нови, да речеме. Меѓутоа заедно сме поминували низ многу такви ситуации и таа некако поддршка е заемна, се разбира. Е навистина нешто што живот значи. Многу како е двајцата се бутката. Често ние имаме слика дека едниот да биде успешен, другиот треба да се откаже. Еве во вашиот случај баш можеби и напротив, нели? Напротив. Ќе се влечете. Во моето искуство не знам, љубовта е преголема, прво едни кон други, потоа и кон нашата работа. Значи знаеме дека било кој од нас да не го прави тоа што го сака, нема да биде среќен. И сега каде е тајната, да речеме, секако прво во почита заемна, а потоа и во добрата организација, која што е многу важна, нормално. Меѓутоа, како да кажам, љубовта ја спомнавме на почетокот на разговорот, љубовта и почитта се некако, не знам, рака под рака, би требало барем да се, и едноставно ќе најдете начин преку нив. Да. И не можете да верувате во стереотипите кои што ве обкружуваат и во разговорите од типот абе не може вака, или едниот или другиот, или ова или тоа, или дома или на работа, или не знам што. И двајцата несреќни после. Да, и дополнително децата сметам дека треба да имаат пример, да видат дека двајцата родители се исполнети и среќни, си помагаат во секојдневието. Веројатно тоа ќе влие на изборот на партнер Абсолютно. на детето утре. Абсолютно. Мислам, не да наметнуваме нешто, ама сакам да кажам Така. природно на некој начин. Еве ти самиот кажа дека твоите родители се поддржувале меѓу себе, па и тебе и така натаму. Тоа се пренесува, нормално не секој бил среќен да се роди во хармонично семејство, ама дефинитивно може да го почне тоа од неговата генерација и тоа звучи Апсолутно. супер. Ќе завршиме со семејството, ама нема да завршат разговорите, повторно ќе ни дојдеш со Секако. следниот успех и секогаш си поканет овдека.
ти, твоите студенти, пријатели, соработници си како и сопругата? Ќе ми биде задоволство да се вратам повторно. Ви пожелувам многу успех, многу среќа, многу здравје во новата година на вас, на вашите гледачи, слушатели и многу љубов, како што рековме, љубовта го врти светот, дефинитивно. Така е, немам што да додадам.